Сите ги интересира цената на струја. Ќе има ли зголемување? Тоа е клучното прашање што секојдневно се поставува, со оглед на тоа што има најави дека ќе мора да биде зголемена, дури да има и рестрикции. Значи во овој момент до Регулаторната комисија за енергетика барање за определување на цени доставија преносниот систем оператор МЕПСО за цена за пренос на електрична енергија, дистрибутивниот систем оператор електродистрибуција, компанија во рамките на ЕВАНА за дистрибуција на електрична енергија и операторот на пазар на електрична енергија за неговите услуги. Најбитниот дел во овие наши одлуки ќе бидат трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во преносната и во дистрибутивната мрежа. Тендерите ќе се распишат наредниве 10 дена и тогаш треба да видиме кои цени ќе бидат за оваа електрична енергија за покривање на техничките загуби и врз основа на тоа Регулаторната комисија за енергетика ќе може да донесе одлуки. Во 2023 цената за загубите во преносната мрежа изнесуваше 115 евра за мегават час. Повторно количините се тука негде. Сега да видиме за 2020, ова е за 2024, колку ќе биде за 2025. Цената за загубите во дистрибутивна мрежа во 2024 изнесуваше 105 евра за мегават час и во целост беа обезбедувани од ЕСАМ. Сега значи треба да видиме во колкав процент ЕСАМ ќе обезбедува и на крајот колку ќе биде цената. Доколку цената е над 105 евра за мегават час, треба да има зголемување на цената за дистрибуција. Доколку е под тоа, би требало да има намалување и затоа не би сакал сега да шпекулирам додека не завршат овие тендери, не ги знаеме цените кои што ќе бидат за набавки на овие количини за покривање на технички загуби во преносната и дистрибутивната мрежа. Ефтина струја дали ќе има? И тоа е прашањето што ги интересира. Значи ние сме понатака во текот на декември универзалниот снабдувач ќе треба да ни достави на проверка нивните трошоци кои што ги имаат и за да ја кажеме конечната цена. Она што е сигурно е дека ефтина цена на струја, ефтината тарифа ќе си остане како што е до сега. Правиме уште едни одредени анализи, дали може да се дополни, дали не може да се дополни, но тоа ќе го зависи од многу фактори. Она што е најбитно е исто така и ЕВАНА Хоум треба да распише тендер за да си ги обезбеди своите потреби на електрична енергија. Во 2024 година цената изнесуваше 60 евра за мегават час и во целост потребите беа обезбедени од страна на ЕСАМ. Така да и повторно зависи од овој тендер каква ќе биде понатака разврската до крајната цена на електрична енергија. Она што го гледам како факт е на берзите дека има одредени поместувања, зголемувања на европските берзи, некаде не се драматични, некаде се за 10%. Една од причините за тоа се должи тоа што од 1 јануари 2025 година повеќе нема да транзитира руски природен газ низ Украина, што може понатака да направи притисок на цената на природниот газ на европските берзи. И парното да се зголеми и во Македонија. Парното, едноставно да кажеме. Парното во текот на зимските месеци не би требало. Ние цената ја определивме за парното. Таа е намалена за 20% доколку останеа субвенциите, но реално со овие цени за газ нема потреба од субвенции и сега сметките се намалени за околу 3,5%. Но зголемувањето на цената на природниот газ е исклучително поврзано и со зголемувањето на цената на струјата на европските берзи пред се, кои што се репер берзи за нас, а и за нашата берза, така да единствено тамо гледам дека би можело да има некои проблеми. Од следната година. Тоа е од 1 јануари, но да видиме што ќе се случи. Тоа е за 1-2 месеци. Земјите кои што најмногу би биле погодени од овој затварањето на транзитот на природен газ низ Украина, веќе објавија како што се Унгарија и Австрија дека своите потреби од природен газ
си ги имаат обезбедено, така да не очекуваат некои проблеми. Македонија нема обезбедено. Македонија има обезбедено, Македонија не добива преку оваа врска, туку добива преку турскиот тек, преку Турција, Бугарија доаѓа во Македонија природниот газ, така да од аспект на обезбедување на природен газ, обезбедени нема никакви проблеми во Македонија во тој дел. Ниту во земјите од регионот. Но очекувате околу струјата да има проблем. Доколку цената на струјата, природниот газ на европските берзи се зголеми. А би се зголемил и тоа. Можно е заради проблемите со затварањето на транзитот низ Украина. Тоа би било од 2025. Да, но тоа да видиме што ќе се случи, ние порано ќе ги определиме цените, така да тие случувања, освен ако не се драматични, а не верувам дека ќе бидат драматични, би немало влијание на цените кои што ќе ги плаќаат домаќинствата во државата. Но останува можно е зголемување на цената на струјата, така? Зависност какви ќе бидат цените кои што ги имаме на тендерите за загуби и на тендерот на универзалниот снабдувач. Добро. Субвенции за граѓаните ќе има ли околу определување на струјата? Со тоа се намали? Граѓаните видоа, на сметките на граѓаните пишуваше информативно колку би била нивниот трошок за електрична енергија, доколку ЕСМ не продава по цена која што беше далеку пониска од пазарната. Инаку тие субвенции не одеа кај граѓаните, туку одеа кај ЕСМ. Односно минусите на ЕСМ, поради тоа што продаваше по пониски цени, беа покривани од буџетот на државата. Ние кога донесовме сега одлука за цената на струјата во јуни, на сметките повеќе не беше некаде од март, април, не постои тој приказ, поради тоа што беше во услови кога во март, во април, во мај цените на електричната енергија на берзите во Европа беа пониски дури и по цената која што продаваше ЕСМ, така да нема потреба од популизам им да и се кажува на граѓаните, ама сега имаме нешто ви помагаме, кога реално на берзите беше пониска цената отколку таа по која што продаваше ЕСМ. ЕСМ продаваше по 60 евра, а имавме денови на унгарската берза и на нашата берза кога имавме негативни цени. Значи, од тој аспект нема никаква промена. Доколку оцени, владата ќе му субвенционира ЕСМ, ќе му помогне на ЕСМ за да си ја подобри својата ликвидност. Што значи тоа? Не, тоа значи дека ЕСМ во принцип има своја производна цена. Добро, значи има проблем со ликвидноста и ЕСМ ако продава по цена за да се обезбеди ниска цена за граѓаните, таа разлика треба да се покрива. Порано се подкривало, верувам и сега доколку има потреба, на ЕСМ ќе му се помогне од страна на владата. Ќе му се помогне, така тоа се гледа како помош, веројатно. Пак компанијата ако е во загуби треба да се обезбедат и треба да се најде. Значи една основна причина е поради тоа што само има производна цена која што според нивни податоци што ги даваат, ние повеќе не определуваме цена на ЕСМ, е некаде околу 100-110 евра за мегават час. А цената по која што продава ЕСМ на универзалниот снабдувач е 60 евра за мегават час, со цел да не се за да се избегнат било какви ценовни шокови. И јасно е заради тие разлики кои што се јавуваат дека ЕСМ не продава по својата реална цена, туку продава по пониска цена. Значи, клучно е кај ЕСМ да се работи на зголемување на производството, тоа сме го кажували од секогаш, и на тамо каде што е возможно да се намалуваат трошоците на ЕСМ. Затоа сакам да ве прашам следново прашање. Можно ли е да произведуваме количество електрична енергија еднакво колку што ќе трошиме? И со тоа да бидеме на нула? Значи, во Македонија пазарот е поделен на, да го речам, регулиран пазар, тоа се домаќинствата, кои што имаат цена која што ја кажува регулаторна, и слободен пазар. Каде што потрошувачите во државата, поголемите компании, си купуваат електрична енергија од снабдувачи на слободниот пазар. Значи, имајќи во предвид дека имаме
и цените на европските берзи се нешто пониски, имаме голем број на потрошувачи кои што си отидоа на слободниот пазар и на тој начин на ЕСАМ му се овозможи без во наредната година сега треба да се обезбеди, без да увезува дополнителни количини на електрична енергија, да ги обезбеди потребите на тие потрошувачи за кои што има обврска. Со тоа што треба да кажеме дека на ЕСАМ му беше наметната и обврска да ги обезбеди и загубите на електрична енергија во дистрибутивната мрежа. И поради тоа, во одредени периоди, во 2022, 2023, а и 2024 имало потреба од дополнителни набавки на ЕСАМ за да може да обезбеди електрична енергија за домаќинствата, исто така и за електрична енергија за загубите во дистрибутивната мрежа. Значи, тоа е од тие причини велам дека токму на ЕСАМ треба сега се обезбедува со тоа што голем број потрошувачи отидоа на слободниот пазар, да со тоа производство што го има, горе-доле да е неутрален. Но не секогаш треба да гледаме како на бау кога се увезува електрична енергија, односно кога се обезбедува на слободниот пазар, поради тоа што во март, во април, во мај, па и понатака во целиот тој период, во текот на денот, цените на електрична енергија се исклучително ниски. Имавме ситуација да е 5 евра, 10 евра, па да има дури негативни цени, така да тоа се остава на ЕСАМ да купува електрична енергија кога е поевтина на берзите, а да продава кога е поскапа. И тука, го кажуваме и ние како предлог, би било добро да се размисли ЕСАМ со овие фотоволтаични електрани кои што се склучија во државата, да има една аукција и да им даде една цена која што ќе биде фер и за нив, но фер и за ЕСАМ, што е најбитно и фер за домаќинствата, со цел производството на фотоволтаиците во периодите кога е најголемо, особено во пролетните, летните и есенските месеци, некаде заклучно до средината на ноември, да купува ефтина електрична енергија. На тој начин во тие периоди ќе ја штеди водата во хидроелектраните, а исто така ќе се намали и потребата од увоз на јаглен. На тој начин ќе дојде до намалување на трошоците кај ЕСАМ и ќе се овозможи понатака стабилизирање на ситуацијата во ЕСАМ. Сега не разбрав околу ова прашање. Можно е околу трошењето на електрична енергија да се намали во овој контекст, односно воопшто да не увезуваме? Тоа беше прашањето. Значи во 2023 Не, сега говориме за војни. Во 2023 е рекордно ниска година во однос на увоз на електрична енергија. Целата држава за сите потрошувачи биле увезени само 2,75%. Значи сме имале години од кога увезува Македонија и тоа се движело околу 30-40% сме увезувале. Но во Македонија се случи еден бум во изградба на фотоволтаични електрани. Добро. И сето тоа обезбеди да ги намалиме потребите од увоз. Значи, повторувам, во 2023 увозот бил само 2,75%. Добро. Тоа е поради тоа што 2024 во 2024 ги немаме бројките уште, дефинитивни, на годишно ниво тоа го гледаме, но верувам дека ќе биде исто така исклучително низок увозот на електрична енергија, бидејќи заради ново изградените фотоволтаици ни се зголемува домашното производство на електрична енергија и голем број на снабдувачи во државата, кои што порано увезува електрична енергија, сега имаат склучено договори со новите фотоволтаични електрани, така да потребата од увоз се намалува. Можно е до 2026 да произведуваме електрична енергија Можно. без да увезуваме? Можно. Да бидеме на нула практично. Па реално со 2,75 сме на нула, се очекуваат изградба и на една ветерна електрана од 44 мегавати, има некои
проекти за фотоволтаици за кои што се издадени одобренија за градба, операторите на мрежата им дале согласност за приклучување, така да можно и тоа да се случи. Добро, околу формирање на таа цена на струјата има најави дека ќе се воведува такса за јаглен диоксид од Европската Унија. Така. Што подразбира тоа? Тоа дека подразбира ќе се цените. Таа ќе се воведува, сега таа може има два начина како ќе се поведа. Едното е директно на цената на произведената електрична енергија од термоелектрани да се зголеми. Значи да се зголеми цената на електричната енергија на самите термоелектрани, доколку тоа не се примени, тогаш е можноста на секој производ кој што се извезува од Македонија во првата земја на членка на Европската Унија да се воведе дополнителна, да ја речам, некоја извозна такса. И што значи тоа за тоа граѓаните пред Не, за граѓаните тоа е Не, тоа би имало влијание на фирмите доколку се избере вториот пристап, но првиот пристап ако е, тоа е 50 евра плюс зголемување на цената. Да речеме, ако цената на термоелектраните била 100 евра, со оваа дополнителна такса би имало 150 евра за мегават час. Сега е тоа планирано не само во Македонија, тоа се однесува туку во сите земји од Западен Балкан да се воведе. И ја имам и чести комуникација и контакти со регулаторните тела од регионот и сметаме дека 1 јануари 2026 е преран датум за да може регионот да истрпи таков удар. Значи дека ќе преговарате со ЕУ? Тоа треба вообичаено, тоа ќе го прават и владите, но и ние како регулатори кажуваме од ценовен аспект дека сметаме дека е прерано, имајќи во предвид дека и во Босна и Херцеговина има прилично висок процент на термопроизводство, истото е во Косово, истото е во Србија, истото е во Црна Гора и исто така и кај нас. Освен во Албанија, каде што се од обновливи извори, пред се од хидроенергија. И значи сега треба на овој регион малце да му се даде сила, помош во наредниот период. Да, апсолутно се бориме за да се подобрат заштитата на животната средина, но да одиме чекор по чекор, да не добиеме таков страшен удар како регион. Кажувам, имајќи во предвид дека реално, особено во Македонија, ни се случи инвестициски бум во фотоволтаиците. Некаде ние до крајот на годината, ја верувам дека ќе имаме изградено нови 1000 мегавати инсталиран капацитет од обновливи извори. Например, ако сме имале 2100 мегавати инсталиран капацитет пред 2022, сега ќе имаме 3100. Тоа е исклучително висока бројка. Значи, влеговме ние храбро во оваа транзиција, тоа чини. До сега се добиваше и помоши од Европската комисија, се доби една помош од 80 милиони евра, ние добивме како држава. Сега и со овој следниот пакет, каде што се планираат во повеќе сфери за Европската комисија објави 6 милиарди евра, така да апсолутно треба да се помогне и во овој период на транзиција на земјите од нашиот регион. Вие не можете да очекувате од Босна и Херцеговина да ги затвори термоелектраните во Тузла. Тоа би било распад на систем. Од аспект на цени, енергијата ќе се обезбеди, но нема да ќе се обезбеди по далеку повисоки цени и затоа велам треба да се разговара и доколку сме приморани да го воведеме тоа, да го воведеме постепено и да имаме сериозна помош од страна на Европската комисија. Дали ве загрижува што не работат блоковите во РЕК Битола? Видете се, ние зборуваме за РЕК Битола. РЕК Битола е 40 години и во секогаш имало испати. Во Битола, во последниве 6-7 години, 10 години, од причина што квалитетот на јагленот
тамо кој што се користи сега е намален. Дополнително од пред 2-3 години почнавме да увезуваме јаглен. И сега тој микс кој што се прави, никој не знае каква е калоричната вредност на тој јаглен. И сето тоа предизвикува дополнителни проблеми и во основа пукаат цевките кои што се 40 осетливи. години стари. Не, тие се менуваат, но се на одредена температура толку им издржливост. Добро, ве загрижува ли тоа? Апсолутно, сите треба да не загрижува. Јасно е дека во Македонија, јагленот кој што го имаме, ние мораме да си го доискористиме, но во наредните неколку години да имаме неколку инвестиции во когенеративни постројки за производство на електрична енергија и топлинска енергија, за да се обезбедиме базна енергија која што ни е битна за водење на системот. Да, добро. Благодарам за овој разговор. Ви благодарам и на поканата. По почетокот на војната во Украина, цените на енергијата во кој е вклучена и електричната драстично се зголемија, представувајќи голем товар како за домаќинствата, така и за претпријатијата. Просечната цена на електричната енергија што ја плаќаат приватните потрошувачи во Европската унија беше 24 евроценти за киловат час со вклучен данок, наспроти 20 центи во просек пред 10 години. Цената се искачи дури на 29 центи во просек во првата половина на 2023 во екот на кризата со цената на електричната енергија. Цените така варираат со факторот 3 до 4 помеѓу одредени земји членки на Европската унија. Граѓаните на европските земји кои не се членки на Европската унија генерално плаќаат поевтина струја. Тука се Босна, Србија, Црна Гора, Косово и Турција. Генерално тие плаќаат за својата електрична енергија помалку од 10 евроценти за киловат час. Македонија се наоѓа на 32-то место со скоро 12 центи за киловат час од вкупно 41 земја опфатена од Евростат за второто полугодие од 2023. Франција е во средна позиција со цена од 0,22 центи за киловат час, што е во според тоа пониско од просекот на Европската унија и на еврозоната 25 центи за киловат час. Во споредба со низините главни соседи како што се Германија, каде што се плаќаат 42 центи за киловат час, и Белгија 43 центи. Франција има корист од пониските цени главно благодарение на производството на електрична енергија во голема мера доминирана од нуклеарната енергија, која нуди стабилни и релативно ниски трошоци за производство. Оваа поволна ситуација ја овозможува на Франција да одржува конкурентни цени и истовремено да обезбеди сигурно и одржливо снабдување со енергија. Така, за една година едно 4-члено семејство во Франција кое живее во стан од 70 квадратни метри во кој се функционира само на струја, ќе добија фактура од околу 2500 евра годишно, а минималната нето плата е 1383 евра месечно. Односно, само за струја се потребни скоро 2 минимални месечни плати годишно. Зголемувањето на цената на струјата се должи најмногу на фактот дека со европските регулативи таа беше утврдувано во сооднос со цената на фосилната енергија, па и земјите како Франција, чија електрична енергија доаѓа најмногу од нуклеарните централи, не беше поштедена од растот на цената, така да некои политички партии побараа дури и излегување од европските регулативи со кои се утврдува цената на струјата. Европската унија не можеше да остане со скрстени раце. По 2 години на преговори, конечно на 16 јули годинава стапија на сила мерките кои имаат за цел да го направат европскиот пазар на електрична енергија постабилен, достапен и одржлив. Незините цели се следните: спречување на поскапувањето на електричната енергија во периоди на криза, потоа забрзување на распоредувањето на обновливите извори на енергија, за дополнително намалување на зависноста на Европската унија од рускиот газ и за јакнување на несофосилните енергии, за намалување на емисиите на гасови со ефект на стакленици и стабилизирање на пазарите на долг рок. Што носи ова регулатива за потрошувачите? Текстот предвидува и активирање на кризна состојба во случај на нагло поскапување на струјата. Тоа им овозможува на земјите членки да преземат привремени мерки за одредување на цените на електричната енергија за малите и средни претпријатија и енергетски интензивните индустријски потрошувачи. И конечно, договорот ги зајакнува правата на најранливите луѓе. Земјите на Европската унија можат да им забранат на добавувачите да го намалат снабдувањето со електрична енергија на ранливите потрошувачи, вклучително и во случај на спорови меѓу добавувачите и клиентите, односно неплаќање на фактурата за струја.